председателе, почитувани македонски граѓани, почитувани пратеници, минатата недела ја потрошивме цела за избор на партискиот суд на СДСМ. Кога добив известување за одржување на денешната седница, очекував дека на дневен ред ќе се најдат нови антикризни мерки кои ќе им помогнат на граѓаните и стопанството да ја пребродат економската и енергетската криза, продлабочена и надградена со неспособноста на владата. Но тоа да ти било гласање на уште еден министер, полтрон на власта и уште еден кочничар за проектите на развивање на локалната самоуправа. А зошто кочничар? Затоа што градоначалниците се од ВМРО ДПМН и од албанските опозициони партии. Ништо ново, само уште една причина за нови бесполезни пресови и замарање на јавноста, префрлање на топката кој е крив, кој не работел, како другите се најдобри. На оваа влада, предводена од марионетата на Заев, не треба промена на еден министер, туку и треба промена на сите министри и конечно да се замине од власт. На Македонија е потребна влада која ќе биде способна да се справи со предизвиците со кои што се соочуваме како држава. Последиците од неспособноста на оваа влада ги чувствуваме секојдневно во продавниците. Народот е тој кој ги трпи вашите глупости. Не така почитувана власт, избрана без подршка од истата и премиер без легитимитет на народот. Како се досега да е супер, па еве дојде денеска да го бираме и Ристо Пенов. Додека народот трпи, Маринчич не сака да слушне кога го прашуваат пред евроамбасадори да ги покаже сметките на народот. На Бујар Османи му се отвараат антифашистички клубови во Република Македонија и повторно вие како власт ја оживувате таа гнасна и погана идеологија. А кога некој ќе реагира од македонскиот народ, одма Бујар Османи прв излегува да го осуди тоа. Не знам дали сваќате, но вие сте директно виновни за отварањето на таквите клубови во Република Македонија. Понатака да продолжам со здравството. Што да кажам? Последна глупост, треба македонските граѓани да плаќаат пенали од 8,5 милиони евра, односно 500 милиони денари, затоа што не се изгради клиничкиот центар на време. Излеговте тука, наместо да го браните Пенов, го критикувавте градоначалникот на Прилеп. Лани ви кажа народот колку вие добро работевте за Прилеп и Прилепчани. Експресниот пат, касните години да го завршите за Прилеп. Исто како автопатот Кичево Струја, колега Миле. Зарем вас не ви е срам да зборувате за патишта? Па вие треба да се скриете и веќе па од патишта да не спомнете. Народот не знае како ќе ја помине ни зимата. Цената на струјата секојдневно растат, пелетите растат, струјата расте, вие тука избирате нови кацарски, нови партиски уставни судии и нов министер кој што ништо нема да предонесе во вашата целокупна неспособност како ја водите оваа држава. За жал немам повеќе време да ви реплицирам, но ова ќе е уште еден министер од кој што нема да има ефект.